Општина Тетово започна со дистрибуција на лаптоп компјутери за учениците кои немаат опрема и не можат да го следат процесот на учење на интернет. Станува збор за 300 компјутери кои се користеа во училиштата, а сега учениците ќе ги користат дома се додека трае одлуката на владата за затворање на училиштата. Со оваа активност локалната самоуправа треба да обезбеди околу 500 семејства. Лаптопове што се собственост на училиштава и кои што во моментот преди тоа што не се изгледува наставата во училиштава, не се во функција, се во успособија, значи од Edubundu програмата, што го споставија Windows програми кај нив и се распределуваат на оние социјално загрозени семејства ученици кои што немаат никакви можности за да се вклучат во онлайн наставата. Значи, сите училишта кои што имаат на располагање лаптопи, ги знаат социјалните случаи во нив и во текот на овие денови им ги распределуваат на реверс овие лаптопи, додека ќе трае военната состојба, дека нема може да се следи наставата во училиштата. По завршување на военната состојба, учениците да ги вратат повторно овие средства во училиштава и на тој начин ќе се воспостави редовниот образовен процес во училишта. Во општина Желино пак 156 ученици од вкупно 2800 немаат соодветна IT опрема за следење настава на далечина. Директорите на училиштата се обратиле до Министерството за образование и наука за решавање на овој проблем, но до денес не добиле одговор. Значи 156 ученици се уште немаат соодветна апаратура за да ги следат наставите. И сега ние се обративме до Министерство за образование преку нашите директори, но до ден денеска немаме одговор, односно немаме добиено некоја соодветна апаратура. Или компјутер, или соодветен, не знам, сега може би и таблет, може и телефон, сега не знам која апаратура, но министерот сам се изјаснил во јавноста дека сите тие ученици што немаат можност да го следат тоа, ние ќе им доставиме соодветна апаратура да ги следат наставите. И сега ние тоа го доставивме како општина, дознавме ние колку ни треба и сега ме чекаме одговор. Ако не добиеме одговор и овие денови, ние мора да превземаме некои други чекори за да ги следат. Значи за нас битно е, многу битно е, најбитно е учениците да ги следат наставите и да не губат од настава. Министерството за образование и наука најави дека ќе им обезбеди бесплатен пристап на интернет на децата од социјално загрозените семејства, за да ја следат наставата од дома.